Паразити во вашето тело. Папиломите се предизвикуваат од паразити во вашето тело. Ако имате папилома на вратот или на некое друго место, треба да знаете дека паразитите ви го оштетуваат вашето здравје и вашиот организам. Ако некое лице има папиломи на кожата, тоа значи дека во неговите внатрешни органи се населиле колонии од смртоносни паразити и полека го уништуваат неговото тело. Според статистичките податоци, повеќе од 1 милиарда луѓе се заразени со паразити. Најточниот начин за диагностицирање на инфекција е осип на папиломите. На многу од вашите прашања веќе даде одговор професорката и доктор Лаура Киршнер. Таа е професор на научно-истражувачкиот институт за медицина, паразитологија и тропска медицина. Таа има издадено повеќе од 20 научни трудови за молекуларна паразитологија и се занимава со договори за молекуларна диагностика на лаишманиоза. Таа има искуство повеќе од 15 години. Научно-истражувачкиот институт за медицинска паразитологија и тропска медицина ја откри вистинската причина за појава на папиломите во човечкото тело. Паразитски инфекции. Неодамнешните студии покажаа дека есенцијалните производи од паразити се токсични и создаваат добра средина во стомахот за развој на лигави бактерии. Поради ова, луѓето заразени со паразити можат да забележат папиломи на своето тело. За овој медицински феномен објавува професорката и докторка Лаура Киршнер, професор на научно-истражувачкиот институт за медицинска паразитологија и тропска медицина. Професорката и докторка Лаура Киршнер изјавува дека мнозинството од германското население е заразено со паразити. Германија зазема едно од првите места во оваа тажна статистика. Неработењето на надлежните и рамнодушноста на народот. Секоја година милиони луѓе умираат од болести предизвикани од паразити. Ако ги погледнете умрените, нема да видите причина за смрт. И таму исклучоците се многу ретки. И по правило тие се ситуации кога инфекцијата не може да се игнорира, например кога срцето е затнато со црви. Непрофитабилно е медицинските власти да го препознаат високото ниво на паразитски гнезда и фактот дека приближно 89% од сите смртни случаи се предизвикани од паразити. Освен тоа, болестите предизвикани од паразити ги принудуваат луѓето да одат на клиники да купуваат скапи лекови. Професорката доктор Кришнер исто така кажа дека папиломите навистина се знак за паразитски инфекции. Неколку студии се согласуваат дека производите од екскренција на паразити доведуваат до појава на папиломи на човечката кожа. Дополнително, ако видите папиломи на вашата кожа, тоа значи дека паразитите веќе се населиле во вашето тело и активно несат јајца. На крајот на краиштата, тоа значи дека секое лице кое има папиломи на кожата е во смртна опасност. Повторно, околу 89% од сите смртни случаи, вклучително и така наречените под наводници природни смртни случаи, имаат заедничка причина. Паразитите полека ја јадат личноста одвнатре. Професорката доктор Кришнер изјави, во реалност ова е голема грешка. Има голем број на различни видови паразити кои живеат во различни органи, што доведува до најразновидни последици. Покрај тоа, црви или особено хелминти се доста опасни. Тие буквално ги уништуваат цревата, предизвикувајќи нивно гниење, а потоа умирање. Патем дури и хелминти е тешко да се откријат и да се ослободите од нив. Освен тоа, постојат и лијадници паразити кои можат да живеат во црниот дроб, мозокот, белите дробови, крвта или стомахот. И речиси сите од нив се смртоносни. Некои од нив веднаш почнуваат да действуваат агресивно и да го уништуваат телото. Други паразити живеат незабележано додека нивниот број не стане толку голем што телото повеќе нема да може да им се спротивстави, предизвикувајќи на личноста смрт. Тие предизвикуваат голем број смртоносни компликации: срцев удар, канцерогени тумори, цироза на црниот дроб, неферитис, расипување на бубрезите и така натаму. Во исто време, можем со сигурност да кажам дека практично сите се заразени со паразити. Повеќето од нив е исклучително тешко да се забележат и кога ќе станат забележливи последиците од паразитска инфекција, лекарите се обидуваат да ја отстранат. Дури и за време на обдукцијата на телото, потребни се посебни тестови за откривање на паразити, барем за повеќето од нив.
Единствениот универзален симптом кој точно ја одредува паразитската инфекција во човечкото тело се папиломите. Професорката доктор Киршнер изјави: би можела да ви кажам за стотици случаи, но можеби ќе се фокусирам на оние примери кои ја илустрираат опасноста од паразити. Под 1, ситуацијата со среќен крај. Пациентот се жалел на повремени болки во стомахот. Испитувањето покажало дека целото црево му е затнато со црви. Буквално ископале лавиринт и започнале да прават гнезда, а лицето било на работна сепса. За време на операцијата е изваден дел од цревата, црвите и ткивото во распаѓање се отстранети. 2. Матката со колонија на паразити одвнатре. За жал, тие повеќе не можеа да се отстранат, бидејќи паразитите и нивните ларви целосно ја исполнија матката, зголемувајќи го низиниот волумен многу кратно. Затоа мораше целосно да се отстрани. Жената во меѓувреме била спасена, но труењето на телото било пресилно и таа починала после 3 години по бројни терапии. 3. Ехинококни цисти на срцето. Болеста беше препознаена предоцна. Лекарот што посетувал верувал дека човекот едноставно има коронарна артериска болест и ангина, но вистината е многу посурова. Операцијата беше безкорисна, ниту конзервативниот третман не помогна, ниту трансплантацијата на срце не успеа. Како резултат на тоа, пациентот починал во кома. Како да дознаете дека сте заразени со паразити? Професорката доктор Киршнер изјавува: за жал не постојат сигурни методи за диагностицирање на паразити кај луѓето. Ова е делумно затоа што има толку многу видови паразити и познати се повеќе од 2000 видови. Понекогаш е многу тешко да ги докажеш. Целосна проверка на паразитите може да се изврши само на неколку места во Германија и чини многу пари. Првите симптоми кои укажуваат на присуство на паразити во телото се папиломи, лош здив, алергии, осип, насолзени очи, течење на носот, осип и црвенило на кожата, чести настинки, болки во грлото, назална конгестија, хроничен замор, брз замор во секојдневниот живот, чести главоболки, запек или диареа, болки во зглобовите и мускулите, чувство на нервоза, несоница или нарушување во исхраната, темни кругови под очите се некои од знаците. Ако се забележи барем еден од симптомите, тогаш постои 99% шанса дека паразитите се присутни во вашето тело. Мора да се ослободите од овие што е можно поскоро. Како да се ослободите од паразитите и да се заштитите од нив? Многу актуелни лекови кои се користат за лекување на најазда на паразитите се проблематични. Се разбира, постојат високо специјализирани лекови кои може да го ичистат телото од хелминти. Постојат повеќе или помалку ефикасни лекови против одредени видови на срцеви црви и паразити на црниот дроб. Сепак главниот проблем е што тие третираат само одреден тип на паразит. Секој човек е заразен со најмалку 7 до 8 видови на паразити. Ако ги земеме просечните бројки за секое заразено лице, добиваме од 11 до 14 видови паразити. До денес постои само едно решение за да се ослободите од паразитите. Антипаразитарниот агент се нарекува вермиксин. Клиничките студии покажаа неверојатни резултати. Сепак извозот на лекот во странство е забранет, додека не се снабди целото германско население. Што го прави вермиксин толку посебен? Која е разликата помеѓу овој препарат и другите антипаразитски производи? Професорката доктор Киршнер објаснува: како што реков претходно, ова е единственото делотворно решение против паразити во целиот свет. Помага целосно да се ослободите од паразитите. Затоа е толку популарен кај меѓународните синџири на аптеки и фармацевските компании. Во споредба со други антипаразитски средства, тој делува директно против целиот спектар на паразити кои би можеле да го заразат човечкото тело. Со оглед на проблемите со диагнозата, ова ви овозможува ефикасно да го ичистите целото тело. Веќе споменав дека речиси е невозможно да се одреди каков тип на паразит го заразил телото. Мешањето ги уништува и ги отстранува сите паразити кои живеат насекаде во телото, од мозокот до срцето, до црниот дроб и цревата. Ниту еден друг моментално расположлив начин не може да го стори тоа. Ова не е хемиски производ, туку целосно природен производ кој ги заобиколува алергиските реакции, неравнотежата на цревата,
микрофлората и други проблеми кои се среќаваат при вообичаениот третман со апчиња. Под 1. Ефективноста на вермексин е пресметана со користење на стандардна техника, односно на бројот на излекувани во споредба со вкупниот број на пациенти во групата од 100 лица третирани со препаратот. Елиминација на хелминти и јајца 99%, нормализирање на функцијата и состојбата на црниот дроб 80%, елиминација на алергиски дерматитис 90%, елиминација на гастритис, чиреви и диареа 90%, елиминација на анемија 99%, елиминација на папиломите и предавиците 99%. Под 2. Не се идентификувани негативни несакани ефекти или алергиски реакции. 3. Вермексин се смета за водечка алатка во борба против паразитите во човечкото тело. Освен во Германија, лекот е сертифициран и во Европа, на Паразитолошкиот универзитет во Париз. Клиничките студии целосно ги потврдија податоците во Обединетото кралство. Французите дури пријавиле и поголем процент на излекувани. Циклусите на клиничките истражувања во Кина, Јапонија и Виетнам сега се завршени. Азијските земји имаат многу голем интерес за лекот. Сите тестови покажаа без исклучок дека производот има исклучително висока ефикасност. Професорката доктор Киршнер изјавува: сите мораме да се грижиме за нашето здравје. Често не знаеме, но во нас живеат паразити со веројатност од 97 до 98%. Тие можат да бидат насекаде во крвта, во цревата, во белите дробови, во срцето, па дури и во мозокот. Паразитите буквално јадат одвнатре додека го трујат вашето тело. Како резултат на тоа, постојат бројни здравствени проблеми кои може да го намалат животот за 15 до 25 години. Не сакам ни да го споменам проблемот со ненадејна смрт, која обично се поврзува со ефектите на паразитите врз човечкото тело. Не чекајте да биде предоцна, дејствувајте сега. Важно утврдено е дека јули е најпогодниот месец во годината за почеток на терапијата. Ефектот на лекот се зголемува и исцелувањето се случува 47% побрзо отколку во другите сезони. Доколку ви се допаѓаат вакви или некои други теми, слободно пишете во коментар и се надевам дека на некој може и ќе му биде од корист ова видео. Ве благодарам за вашето одвоено време.